Денес утрото го започнуваме со еден од најдобрите македонски тенисери, Предраг Русевски, кој веќе неколку години наназад работи како тренер. Во продолжение ќе слушаме нешто повеќе за самата моментална состојба на тенисот во Македонија, но воедно нешто повеќе и за самиот тенис како спорт и за утринските ритуали на мојот денешен гостин. Да му посакаме добро утро. Добро ве најдов. Најпрво сакам да слушнеме нешто повеќе за вашите утрински ритуали, дали можеби утрото го стартувате со ладен чај или пак ова е исклучок? Па, зависно с каде сум низ светот, но моментално сега сум во Македонија и прилично секој утро е идентично, го носам мојот син на училиште и тука наредните половина час, 45 минути ги користам за оно утринско кафе, класика македонска работа, малце да направам еден рефреш за денот, кој да направам и план за работа, односно кои обврски ми следат во текот на денот и така тие 30 на 40 минути ги користам лично за себе да бидам сам и да направам еден план за во тековниот ден. Исклучок е ова, инаку имате други вообичаени утрински ритуали во странство. Пред да започнеме со разговорот, ја напоменавте Кина. Како таму можеби ви започнува утрото? Кина сосема различна земја од кај нас. Тие ритуали и тоа наше кафе што го имаме во Македонија не постои, односно они се луѓе кои што многу ретко пијат кафе, така да и нив им беше чудно што на некој начин барав ја да си го запазам својот ритуал наутро, така да и во апартманите кај што бев местен ми донесоа апарат за кафе, бидејќи за да одиш негдека за да се вратиш преголемо, предалеку и многу време ми одземаше, така да утринското кафе го пиев во соба или во тенискиот центар каде што работев и понатаму во текот на денот можев да прошетам и да седнам во кафич и едноставно да уживам во атмосферата и во луѓето околу мене. Како започна самата ваша приказна со тенисот? Па како и секој дете, едноставно сме имале некоја желба и некој мотив нешто да започнеме, така и моите родители како бивши спортисти сакале едноставно и ја и мојот брат да го продолжиме, можеби не нивниот пат во нивниот спорт, но така во една вообичаена прошетка низ градскиот парк. Се сеќавам, имаше доста луѓе, се играше некој турнир, некој надпревар, каде што беше доста интересно и дали моите родители видоа желба и видоа ентузијазам ја да почнам па да видам дали ќе продолжам. Не запишаа заедно со мојот брат заедно, он се откажа после 3-4 години, но јас продолжив така сосема случајно, без некоја желба дека сакам да бидам тенисер, бидејќи едноставно да спортувам. Сум спортувал така и паралелно и некои други спортови, но не толку сериозно како тенисот, бидејќи како дете мислам дека 2 до 3 спорта треба да се спортуваат, без разлика дали е тоа спорт со топка, дали е пливање, дали е атлетика. За развој на детето е добро и понатаму, ако покаже интерес или желба или квалитет да се насочи кон еден спорт после 10 годишна возраст. Вие тогаш имавте 7 години? 7 години. На 7 години, веќе 35 години сум во тенисот, што како тренер, што како професионален тенисер и така да никогаш сум немал желба да го напуштам спортот, го сакам и верувам дека и понатаму ќе продолжам да го работам тоа. Дали можеби имате момент кој што ви е најдраг од вашата досегашна кариера? Секогаш кога ќе добиам или вакво прашање или вакво сеќавање од минатото, секогаш ми доаѓа играњето за репрезентација во Македонија, односно она позната 2006 година, веќе 19 години помина, и оној меч со Финска во Скопје кој беше феноменално и организиран и прифатен од публиката, полни трибини во градскиот парк. Она победа со која што за прв пат се пласирав некако репрезентација во првата светска група. Тоа беше еден фантастичен настап, не само за мене, него и за целокупниот тим и за развој малце на тенисот во Македонија, бидејќи во тој период стварно беше доста популарно, доста дечиња се запишуваа на тенис, имаше една убава атмосфера и убава енергија. Од приватен план, од сингл кариерата, секако мојот најдобар ранкинг што се уште го држам како професионален тенисер и признанието од Светската тениска федерација
после 27 едно по друго победи и 5 освоени фьючерс турнири, да го добијам признанието играч на месецот за месец мај 2008 година во целиот свет, односно таа Светска тениска федерација. Што тоа ми е особено драго и верувам дека цел живот ќе ги паметам овие два големи успеси и за репрезентацијата и лично за мене како сатисфакција. Како гледате вие на развојот во однос на тенисот во Македонија од 2005 година етапа се до сега? Па имало Македонија секогаш генерации што биле подобри едни од други, и пред нашата генерација, ние што сме направили успех, имало и други тенисери на кои што ни биле нас идоли и ние сме били идоли на младите генерации. Моментално секогаш сум го кажувал тоа, сме имале добри јуниори кои не представувале низ Европа и на Гранд Слем турнири јуниорски, така да моментално и со бројот на деца во самите турнири, односно во тие портокалов тенис, црвен тенис и зелен тенис, недостасува една масовност. Помалце деца играат тенис за разлика од порано. Треба да се подразмисли малце на таа тема, ние како спортски работници, клубовите и федерацијата, да го направиме тенисот повторно популарен, бидејќи мислам дека оди во надолна линија, да има систем, да има и федерацијата и самите клубови систем со најразлични проекти, со најразлични програми, како да го доближиме тенисот до децата, бидејќи многу често знаеме најлесно е излези на улица, игра фудбал, тенисот е малце специфичен, бидејќи многу тешко може да се игра на улица или во двор или во мало, така да мора да се оди во тениски клуб. Тренерите таму да бидат доста попосветени, односно стручни, да ја дадат таа љубовта кон детето, бидејќи тоа е најважно, мислам, за самото дете, да го засака спортот и преку тренерот, и преку најразлични организирани и проекти, и надпревари, и да се направи, да се дојде и до школскиот тенис, бидејќи порано и школскиот тенис исто така влијаеше со најразлични организации, и мислам дека и во зимските услови тука малце кубуриме со играње во сала, бидејќи многу е тешко во школските сали да се игра тенис. Клубовите 4-5 терени има во текот на зимата и термините се лимитирани, така да сега времето ќе биде убаво и се надевам повикувам и родителите и сите оние кои што го сакаат спортот едноставно да се упишат. Не е страшно како што се вика дека е премногу скапо, едноставно да видат дека и децата заслужуваат внимание и заслужуваат ете така да осетат и да почнат некој нов спорт. Пред самиот крај ќе прашам и според вас и еден апел до младите кои што го сакаат овој спорт, што е потребно за да се биде квалитетен и добар тенисер? Па нема некој специфичен план или специфична линија како еден тенисер станува топ 100 или топ 10, да кажам, светски тенисер. Многу различни патишта покажале дека како да се стигне до самиот врв. Едноставно, според мене, еден цел пакет, односно талент, психичка стабилност, физички предиспозиции, одличен тренажен процес уште од мали години и неограничен буџет, односно поддршка не само од родителите, него и од спортските институции, бидејќи тенисот индивидуален спорт, не е групен спорт со 20-30 деца. Во Македонија се работи за неколку тенисери кои значат, кои играат, и мислам дека тој пакет може би сме го немале до сега во историјата, секогаш нешто фалело за да достигнеме до некој топ ниво, и тоа е еден начин. Секако, тука работата е неминовна, тоа не го оспорувам. Тенисот моментално е еден доста физички захтевен спорт и бара преголема професионалност, откажување од многу работи, но доколку тој пакет се спои, додека и самиот играч е внесен во тоа, максимално е посветен, има и нормално и среќа во најразлични околности, верувам дека ќе добиеме топ 100 играч во наредните 5 до 10 години. Ви благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго за овој разговор. Благодарам и на вас.